Почитувани добар ден, Жарко Јовановиќ како млад дечко ме одушеви во еден класичен стендап во еден скопски клуб неодамна. Неговиот настап во живо ме заинтригира и гуглајќи го се потсетив дека сум го гледал на интернет. Односно неговите видеа на социјалните мрежи кои се инспирирани од дневно политички настани во земјава, за кои, како што изјавил за некои интернет медиуми, постојано нудат нов материјал за комедија. Потоа ми текна дека Жарко сум го гледал и на телевизија. Но за ова потоа прво здраво живо за Жарко Јовановиќ. Здраво, добро ве најдов. И ние добро те дочекавме, се надевам, со една чаша вода до душе, ама кафе не сакаше. Па добро. Сега така нешто од долгиот пат ожеднав, па од Куманово дојдеш, така? Од Куманово, па како. Тоа е мое стандардно место на живење. Да, Жарко глумец и кумановец. Кумановец, така е. Редовно или нередовно вработен? Редовно вработен во Кумановскиот театар, каде што имам иако сега тазе вработен, мислам од најновата група тие што влеговме последни во театарот. Тоест не последни, сега после нас имаше уште некој прима, уште два кандидати, но не е битно. Вклучен сум сега во доста представи таму, играм па во главном комедии, откако сум вработен, сум играл повише во комедии некој. Тоа не знам. Добро, вие Кумановци имате посебен сенс за хумор, тоа е општо познато во државата, но зошто на прво место ја ставаш политиката? Толку ли ти е смешно што се случува со политика, со политичка сцена? И па ајде, не знам, вие кој ќе видите нешто на телевизија, некои гостувања на некои наши политичари во овие емисии кои што се за разглабање на разноразни теми, дали тоа некако изгледа сериозно или смешно? Па добро, сега има и сериозни работи, има и смешни работи, кои ти вака добро ги канализираш, барем според мој вкус. Меѓутоа, за тоа суди и публиката, гледам дека си доста популарен по социјалните мрежи, твоите видеа се гледани, стануваш познат. Стендап глумец, со комедиите, имаш многу акции. Така и во последно време, мислам, повеќе некако ми акценти тоа да го правам во живо. Значи, јас снимав видеа на времето, дури и гостував во 2 сезони во 1 на 1 бев, но предходно имав и свој за мој интернет канал, ајде да зажмуримо видеа. Ставав имитации на разни политичари во дадени ситуации, во одредени нивни се исмеува некои недостатоци и слично, но можам да кажам дека сега повеќе се префрлам да играм тоа истото да го прикажувам пред луѓе, значи пред публика. Во живо, што те привлекува повеќе сега? Тоа во живо пред публика, тоа е да речеме по ноќни клубови, по разни клубови каде што има можност за стендап комедија или театарот е предност? Сега ќе кажам вака, значи јас театарот е нешто каде што најдобро се чувствувам кога играм. Тоа се во главном представите кои што ги играм уште од факултет кога имам дипломирано на студии, предходно аматерски сум правел во средно може 4 години играње на представи имав, но стендап е нешто што почнав да го правам после завршување на факултет, затоа што тоа е поразлична дисциплина од она што е самата актерска игра во представи. Значи, во представите си некој, да кажеме, лик, некој кој што е режиран од некого, додека овде се представуваш ти како ти и оно што ти си го спремил како твоја некоја визија. И го прикажуваш пред луѓето. И мислам дека некако секојаш ми било по некоја безбедна варијанта, ајде тоа да го кажеме така, во играњето во представи, во театар. Меѓутоа, сега кога играм стендап, пошто и тоа си игра, имам доста ликови таму, каде што се менувам од еден во друг и не е баш класично како стендап кога јас зборувам во прво лице и раскажувам за се оно што ми се случило на мене или мои видувања за светот околу мене. Туку менување на тие ликови и прекажување на тој свет кој што јас го гледам, како изгледа, меѓутоа преку нивни некои реченици кои што им ги давам на нив. Што се општо познати во јавност. Општо познати, да. И како јас се гледам мојот став нормално тука, што мислам јас за тоа.
иако го кажувам преку некој друг. Но мислам дека е многу поубаво кога и таков еден стендап ќе го одиграм, да кажеме, во сала, во театар. Некако ми е по-театарски, пошто самиот стендап е на некој начин, ајде, ќе кажем, со игра театарски. И ми е многу поубаво се чувствувам кога, например, ме викнале некаде во сала и, например, учествував на фестивалот Петре Прличко во Велес претходната година со стендап зборам. Исто така, ова година учествувам со представа, меѓутоа минатата година бев во сала, нели, играв свое тоа шоу го давав. И мислам дека е така некако можеби по-сериозно се дава акцент на самата представа кога е во сала. Она што е добро да кажеме тоа што стендапот може да се даде било каде. Значи он ми така и потекнал да се игра, нели, во клубови, во такви едни места. И зависи, некогаш и бирам какво е местото. Например, последен пат кога се видовме ние, мислам дека таму имаше она што се вика проѓа, да биде добар настапот и, значи, сите услови да бидат обезбедени за тоа да се гледа убаво, да се чуе, да има капацитет за луѓе кои што би дошле толку и толку, не знам сега, пошто бев на Златна Буамара, па сега под 2000 луѓе присутни во ова, јас не почнувам, знаеш. И се качија границите. Така, не, се забркавам. Да. Меѓутоа, тоа таксистите, нели, што си имаат некоја цифра од која што не почнуваат, така и ја без толку и толку публика. Добро, мислам, како го почна стендапот, што те привлече да станеш стендап комичар или си учел ли од некој? Имаш ли идол? Да, сум учел, па јас сум гледал цело време наши странски, но и наши првенствено стендап комичари и еве по она што јас што го правам. Значи, она што сум потикнат да го правам као сатира на дневно-политички настани. Нешто што од секогаш се правило тука кај нас и било главен акцент на тоа. Ете, ја спомнав Бубамара, таму секогаш се наоѓало место за таква содржина и Сашко Коцев на времето кога го правил тоа, а и сега. Меѓутоа, тогаш кога сум го гледал како помлад, тоа за мене представувало нешто, не знам, сум се чувствувал убаво, дури сум го гледал тоа. И знаев дека тоа е нешто фантастично. И затоа што и било изведено како фантастично нешто. Добро, тоа е. Пошто омилени ликови ти се политичарите, има ли реакции од нив? Се лутат ли на некои твои настапи, на некои твои видеа што ги пласираш? А не сум имал таква некоја ситуација, искрено, и мислам дека е би било прифатливо за нив и по-либерте да се однесуваат така и да го прифатат тоа, чак што више некои сакале тоа да го направат со мене, да снимат некое видео, што е, јас апсолутно се слагам дека тоа е многу подобро, туку да се као криеш известно кажано и јас демек не сум го видел тоа дека постои во јавноста дека излегло некое видео или дека некој го ме имитирал. Имаш ли лик ти тука во Македонија? Политичар што ти е омилен да го скинеш и да го презентираш? Па можда не е омилен, може да кажеме најлесен из кој што така можеш секогаш да се трансформираш. Ама он не е тука. А така, тој што е во екзил? Или како да го кажеме се? Па не е тука сега, он е таму комши негде, малку северно од српска граница. А во Будимпешта, во Унгарија. Така. Добро. Колегите ме подсетија и на твојата така наречена скриена телефонска камера. Добро, тоа е малце... Тоа се поврзува со ова ствар. Да. Па затоа. Како тоа, мислам, малце, колку е тоа? Тоа го пласираш и како видео? Не. Тие ги снимав како аудио. Значи, тоа беше снимање на телефон потикнат од бомбите. А од бомбите на Зоран Заев, така, кој го урна Никола Груевски. Така. Тие што беа, нели, бомби, и јас, тоа не е ни бомба, не е ни тоа... Добро, телефонски разговори. Телефонски разговори кои што има така една, да има за цел некој хумористичен стил да изведат, нели, пред публиката. И мислам дека тоа беа доста интересни моменти кога јас, јавувајќи се како човекот од Унгарија, се јавував низ многу јавни предпријатија, услуги и слично, чисто да видам, нели,
како работат, што се случува после мене. И ми беше чудно на почетокот дали и се прашував дали ќе зборуваат луѓето или ќе кажат кој си ти бе? Абе дај не ме знаеш за Од кај се јавуваш? Кај бе ти? Не, меѓутоа тоа вајда во гласот дека добро било прикажано и многу зборуваа со мене. И се открива таму и се фаќаа луѓето на оваа мамка. Се фаќа, можам да кажем, па јас имам доста објавени видеа, имам и доста необјавени, каде што и кажува за кого си гласале и за што очекувале и како било, а како е и така. Но тие што требале да се објават, што биле така интересни, каде што тоа било првенствено хуморот, нели, во тоа видео, тие биле објавувани. Вела дека хуморот, смеате, е лек за све. Има ли лек, има ли надеж за нас? Пошто све некако депресивно, младиве бегаат од државата. Да. Па не знам, се во наши раце секогаш. Значи, ние не знам како мора да го свестиме тоа дека тоа потекнува од нас самата промена и дека ако треба некогаш да излеземе негде, да се собереме за нешто еднаш што е битно, дека тогаш може нешто. Иако и во такви ситуации колку и да народот да пружи отпор, јас стварно гледам дека некои работиве си ги прават како што на некој му одговара и дека колку и да ти даваш некој отпор. Јас пораснав нели во оваа држава откако е осамостоена и се јас не сум од времето на Југославија, него после 94-та година сум. И гледам дека секогаш било нешто ќе биде можеби тогаш, меѓутоа било се полошо и полошо. И јас со драго срце би сакал да има нели некои поголеми промени. Не, зборувам и од аспект на, да речеме, сите се нешто многу силни херои на социјални мрежи. Меѓутоа, кога ќе дојде до, да речеме, до граѓански издруженија, ќе се јават, па организираат нешто во смисла на граѓански, за некоја акција, за некоја помош макар, за некои лица, одгласот што го гледаме на улиците, не содействува со она што со коментарите и со поддршката што доаѓа од социјалните мрежи. Па тоа било секогаш така, мислам, јас откако знам цело време на Facebook било на главното каде што или ќе се зафркаваме или ќе кажуваме како може да биде, што може да биде, лајкови, коментари, меѓутоа сето тоа и многу повеќе ако се пренесе, кога треба нешто да се одлучи или кога е битно, тогаш навистина сите треба да бидат надвор. Нема тука компромис во такви ситуации. Кога нешто битно се дешава за тебе и за државата. Пред последното прашање ти го поставам, може ли омилениот лик, една реченица? Па прво ја дека немам ја од нив никој омилен. Добро, вака омилениот во јавност. Само, во јавност за имитирање. Ајде, лесниот кажи го за. Лесниот? Па така ќе му да има сега нормално некој позахтевен, треба поголема концентрација. А ова сега почнам да ти зборувам и може да се певат само било кое време, ме разбираш, затоа што така го вадеам, како што му вадеше на времето. И така зоки мислам дека тебе ти се допана оној стендап, наставот што беше. Ова за Слободна Европа е. Да. Добро, Жарко Јовановиќ, кои се твоите планови за иднина? Па планови, има ту планови. Не знам, продолжуваме со настапи. Немам некои, не знам какви планови. Она што сум го правил, тоа ќе продолжам да го правам. Со мои стендап настапи, представи кои што ги играм, сега почнувам во Куманово со една нова представа, комедија. Натаму сигурно играње и во други представи, следуваат фестивали, денови на комедија. Има ли публика на тие театарски представи во Куманово? Па има, да. Затоа што се ретки и мора да има. Има таму еден проблем, пошто театарот е срушен и сега се игра во Центар за култура Трајко Прокопиев, меѓутоа таму нема грејање и сега ние почнуваме, цела зимска сезона за театар ние ја испуштаме и кога почнува април, тоа кога дрвца, кога почнат градинарство да се надвор, нели, да се работи земјоделие, така и ние така искачаме помалку и почнуваме да отворате прозори, да се стопли внатре. Да, малку да се стопли, да фати зрак, нели? И почнуваме да играме
И тогаш се чекала таа представа толку време и како да нема публика, да ништо а од да друга нема. страна ја вежбате, предпоставувам, во зимски услови со капути, со Па, капи они на се календарски пролетни, ама пошто таму било, нели, мраз цело време и не се греело, остануваат зимски до таму средина на април, мај, знаеш. И како да не дојде некој тоа да го подржи, да го види, нели. А и за фестивалот Денови на комедија, тоа традиционално има публика. Та е као за сите други представи, така како што има, нели, за тој. Доаѓате од други градови или само кумановчани? Па, генерално кумановчани, да. Генерално. За Денови на комедија. Мислам, тоа се барат карти, се баше посетено задно, у последно време фестивалот. Добро, кое време е тоа сега, вака и ние да планираме? Па, ту има време тоа, сега тоа се дешава октомври, значи негде. Добро. Почеток на октомври до средина. Жарко Јовановиќ, ти благодарам што беше гостин во подкастот Зошто на Слободна Европа. А вие, почитувани слушајте, следете го подкастот Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.